Спорот помеѓу Македонија и низините соседи. Добродојдовте на мојот канал, каде што нафлегуваме во интригантни приказни и фрламе светлина на историските спорови. Денес тргнуваме на патување низ сложената мрежа на спорот помеѓу Македонија и низините соседи. Придружите ми се додека откривам зошто некои крадат од историјата, културата и идентитетот на Македонија. Нашата денешна авантура не носи во срцето на Балканот, каде што земјата Македонија, богата со историја и култура, се наоѓа во жесток спор со соседните земји. Сршта на несогласувањето се врти околу самата суштина на тоа што значи да се биде македонец. А тоа е нешто свето за кое е запишано и во Библијата, за Македонија и македонец. Спорот околу историјата и културното наследство на Македонија е длабоко вкоренето прашање. Една од главните спорни точки е историската личност Александар Македонски, кој и Македонија и Грција го слават како народен херој, а самото име кажува кој и што бил, доколку бил, например, грк или некоја друга националност, ке се викал грчки или поинаку, а не Александар Македонски. Грција тврди дека употребата на името Македонија имплицира територијални амбиции и го оспорува сопственото историско наследство. Ова доведе до долгогодишен конфликт околу името Македонија и перцепцијата за неговото историско значење. Тоа е точно и јасно како ден. Македонија не краде историја и туги делови од територии, туку тие крадат и присвојуваат делови од Македонија и ги представуваат како нивни. А тоа и пред некое време го изјави и една грчка историчарка која јасно и гласно кажа дека Грција краде и фалсификува историја и дека Македонија и македонците немаат ништо заедничко со Грција. Тука не е само името во прашање. Многумина светски познати историчари и луѓе што ја познаваат историјата на Македонија тврдат дека соседите на Македонија го присвоиле македонското културно наследство, тврдејќи дека е нивно. Навистина спорот ги надминува историските личности и се прелева во доменот на културни артефакти, а Македонија може да се пофали со богата таписерија на артефакти, на фолклор, на традиционална музика и занаетчиски занаети, а сето тоа се слави во Македонија со векови, а не со денови. За жал, имаше случаи кога соседните земји ја поробуваа Македонија и мислеа дека полагаат право на македонските културни икони, представувајќи ги како своји. Тоа резултираше со чувство на загуба и незадоволство кај македонскиот народ. Но зошто се случува сето ова? Што ги тера соседните земји да ја присвојат историјата и културата на Македонија? Културното наследство од секогаш играло значајна улога во обликување на националниот идентитет. Во случајот со соседните на Македонија, некои тврдат дека присвојувањето на македонската историја и култура е начин за зајакнување на нивните собствени национални наративи и потврдување на нивните тврдења за регионална сила. Сепак, среде тензиите има и возбудливи приказни за издржливоста и зачувувањето на културата. Соочени со предизвиците, македонците презедоа бројни иницијативи за заштита на своето наследство. Музеите, културните фестивали и проектите водени од заедницата одиграа витална улога во прикажувањето и зачувувањето на уникатниот идентитет на Македонија. Спорот помеѓу Македонија и низините соседи станува очигледен дека борбата за зачувување и признавање на културата е сложено прашање. Со разбирање на перспективите на сите вклучени страни, можеме да се стремиме кон поинклузивен диалог и меѓусебно почитување на меѓусебните историски и културни наследства. Денес норнуваме подлабоко во сложените слоеви на спорот меѓу Македонија и низините соседи. Нашата потрага е да ги разбереме влијанијата на соседите и нивната желба за кражба од македонскиот народ и неговата историја. Интервјуа со македонски граѓани. Локален граѓанин еден изјавува
се чувствуваме како нашата историја и културното наследство да се бришат и се украдени од нашите соседи. Локален граѓанин 2 изјавува: нашите предци се бореа со векови за да ги зачуваат нашиот јазик, обичаи и традиции. Фрустрирачки е да се види нивната напорна работа како ја бараат и крадат другите. Чувството за идентитет и припадност е длабоко во македонскиот народ. Тоа е приказна за издржливоста и решеноста да се зачува нивното уникатно културно наследство и ткиво, археолошки локалитети и антички артефакти. Централното место во спорот е археолошкото богатство на македонскиот регион, кое го привлече вниманието од сите страни. Македонските археолози откопаа неверојатни откритија, фрлајќи светлина врз богатата таписерија на археолошки богатства и артефакти од македонската цивилизација што напредувала и напредува овде. Македонија е дом на антички градови како Хераклеја и Стоби. Откривајќи го мешањето на грчките, римските и византиските влијанија, сепак толкувањата и препишувањата на овие места го поттикнаа спорот. И тука стапува поговорката: кој нема, тој краде, а Македонија има богата историја, вагони да се наполнат, и затоа Македонија не краде историја, туку ја крадат низината историја и култура, затоа што е свето име и света земја, спомната во Библијата, бидејќи ние на друга соседна земја не е спомената, и тоа им представува голема болка на низините непријатели. Моќта на археологијата е да ги обликува историските наративи и не може да се потцени. Чувањето на античките места честопати станува бојно поле за потврдување на културните и националните идентитети. Спорни споменици и статуи. Еден од најистакнатите символи во овој спор е монументалната статуа на Александар Македонски, кој стои високо на централниот плоштад во Скопје. Статуата на Александар Македонски стана громобран што ја опфаќа сложеноста на спорот. Додека некои ја гледаат како прослава на македонското наследство, други ја доживуваат како провокација за соседна Грција. Уметноста и символиката имаат начин да пренесуваат пораки што ги надминуваат границите. Перцепцијата на овие символи може или да ги премости поделбите или да го продлабочи јазот. Помеѓу тензиите имаше трошки на надеж каде што културната размена и соработката потикнаа разбирање меѓу Македонија и низините соседи. Локален граѓанин изјавува: веруваме дека со вклучување во диалогот и ценење на уникатните придонеси на едни со други можеме да изградиме мостови и да промовираме единство. Културната дипломатија нуди пат напред, каде што заедничкото вреднување на историјата, уметноста и традициите може да ги надмине политичките граници и да создаде простор за диалог. Како што нашето патување низ спорот помеѓу Македонија и низините соседи се приближува до крај, заминуваме со обновена благодарност за комплексноста и нијансите околу историската и културната кражба. Со осветлување на овие прашања се надевам дека ќе придонесам за поголемо разбирање и почит кон меѓусебните приказни. Запомнете, минатото е тапесерија истакната од безброј нишки и секоја нишка заслужува признание и зачувување. Придружете ни се следниот пат додека продолжуваме со нашето истражување на фасцинантни приказни од целиот свет. До тогаш продолжете да барате знаење, прифаќајќи ја различноста и негување чувство на единство. Ви благодарам што ми се придруживте на ова волшебно патување низ спорот помеѓу Македонија и низините соседи. Се надевам дека ова видео фрли светлина на комплексноста околу историската и културната кражба на соседите од Македонија. Доколку ви се допадна содржината и ви беше информативна, многу би ја ценел вашата поддршка. Не заборавајте да го притиснете копчето ми се допаѓа и да се претплатите на мојот канал, за да останете ажурирани со повеќе видеа што предизвикуваат размислување. Ве охрабрувам да ги споделите вашите размислувања во делот за коментари подолу, предизвикувајќи интересни дискусии за културното наследство и идентитет. Ве благодарам уште еднаш за одвоеното време, а до следниот пат продолжете да ја истражувате и да ја прифаќате различноста, што го збогатува нашиот свет.